Некои луѓе не заслужуваат да бидат коментирани, рече денеска премиерот Мицкоски одговарајќи на новинарско прашање во врска со вчерашниот настан во Тетово, каде новинар и побара преведувач на Министерката за образование Јаневска. Според премиерот, институциите нема да бидат дел од циркус и естрадни препукувања. Понекогаш тоа што нема коментар не значи дека некој нешто заборевал да коментира, туку едноставно некои луѓе не заслужуваат да бидат коментирани, затоа што ако некој одлучил да прави естрада и циркузант од себе, дозволете му, сите може да го видат и да го слушнат, така што подобро да премолчите отколку да влезете во таа естрада. Со реакција се огласи и владата, од каде бараат Советот за етика во медиумите, Сдруженијето на новинарите и самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници, како релевантни организации, јавно и недвосмислено да го осудат ваквиот чин на однесување. Изразуваме сериозна загриженост и остра реакција на неодамнешниот настан на јавен медиумски настан, при кој новинарот Неврија Деми со очигледно несоодветен тон, непримерна реторика и недолично формулирано прашање се обрати кон Министерката за образование и наука Весна Јаневска. Особено не загрижува фактот што ваквиот непримерен однос не представува изолиран инцидент, туку повторување на веќе забележано однесување кон истата носителка на јавна функција. Ова отвора сериозни прашања за почитувањето на основните професионални стандарди, етички норми и принципи на комуникација во јавниот простор. Воедно владата јасно им укажува и на сите носители на јавни функции дека од нив се очекува највисоко ниво на почит и коректност кон медиумите и новинарите. Вчерашната комуникација меѓу министерката и новинарот предизвика бурни реакции во јавноста, особено на социјалните мрежи, од граѓани како и од истакнати новинари и образовни работници, кои го искритикуваа начинот на кој беше поставено прашањето на Јаневска без персирање. Си земам преведувач, министр? Не. Ти кажавме кога ќе дојдеш Тетово да земеш преведувач. Не ми треба, јас не знам кому му треба преведувач за во Македонија да знае македонски јазик. Инаку ова е втор пат во неполн месец министерката да се соочи со истото барање во Тетово. Незиниот став останува непроменет. Оваа земја е заедничка и треба да се почитуваме, по можност да си ги знаеме јазиците, но ако не се разбереме, треба да си помогнеме едни на други, порача тогаш министерката, повикувајќи се на меѓусебна поддршка наместо на создавање вештачки бариери.